Во општинската сала во Крива Паланка, кандидатот за пратеник од изборната единица 3 од коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО ДПМНЕ, Слајана Митовска, уствари средба со дел од пензионерите од градот. Пред нив беа соопштени досегашните заложби на владата за унапредување на нивниот животен стандард. Од 2010 до денес 520 пензионери од Крива Паланка ја искористиле можност за бесплатна климатско-бањска рекреација во Катлановска бања, додека 130 пензионери од градот биле на бесплатен туристички викенд во Дојран и Берово, беше соопштено на средбата. На самата средба беа истакнати сите активни мерки кои што се превземени од страната на владата на ВМРО ДПМНЕ во изминативе неколку години, сите проекти кои што се реализирани и секако сето она што ќе биде што е опфатено во нашата предизборна програма и ќе биде реализирано во периодот 2016-2020, а се однесува токму на пензионерите. Досега 36.700 пензионери го оствариле правото на бесплатно бањско климатска рекреација и исто така голем број на пензионери го оствариле правото на бесплатен викенд. Конкретно од Крива Паланка 520 пензионери отишле на бесплатна бања и 130 пензионери го искористиле правото на бесплатен викенд. Сметам дека ова е едно мало внимание и почит токму кон пензионерите, односно кон оние кои што својот животен век го посветиле на своите работни места и заслужуваат достоинствени и спокојни пензионерски денови. Во последните 4 години пензиите се зголемени за 5%, односно од 2013 до тековната 2016 година. Пензионерите добиле зголемување од вкупно 2425 денари. Ваквата тенденција ќе продолжи во иднина, вети Митовска, со цел достоинствени и спокојни пензионерски денови. Се со цел да им овозможиме поспокојни и достоинствени пензионерски денови и во иднина ќе продолжиме со зголемување на износот на пензиите. Пред кривопаланичките пензионери беше промовирана и планираната мерка за купување на рати за корисниците на пензија.